Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес во Штип имаме една нова состојба, специфична, со појава на нови случаеви на заразени од COVID-19, со вчерашната бројка од 60 новозаразени, бројката веќе на активни случаеви достигнува некаде околу 260 случаеви, од кои 33 се во клиничката болница, останатите се на домашно лекување. Оваа бројка се должи на еден тип на масовно тестирање на една текстилна компанија, на која што собствениците приватно ги истестирале сите своји вработени кои што се преку 100, и заради тоа само во текот на вчерашниот ден од таа конфекција имаме 29 позитивни случаеви, останатите се од неколку други конфекции и нивни контакти. Во целата оваа ситуација добро е што конфекцијата каде што има поголем број на заразени веќе не работи од изминатата сабота или некаде 8 дена луѓето се дома, така што тоа е една состојба со која што можеме да очекуваме да не се случи големо проширување од овие луѓе и да не дојде до заразување на сите вработени внатре во текстилната компанија. Препораката и од мене и од Центарот за јавно здравје е секаде каде што се појавуваат случаеви на позитивни заразени да превентивно се затворат текстилните компании, да бидат луѓето пуштени на годишен одмор. Ние ги превземаме сите останати мерки, чекори, но најважно се после сите овие 4 месеци борба со коронавирусот е индивидуалните мерки да ги запазуваат сите граѓани, да држат дистанца, да носат заштитни маски, и тоа е најдобриот лек или заштита од коронавирусот, од COVID-19, заради тоа што во овој момент колку и да дезинфицираме, покажавме колку и да поставуваме пунктови, сепак како имаме невнимание, групирање и така натаму може да се случи повторно проширување на коронавирусот. Така што во клиничката болница во Штип денеска има околу 50 пациенти кои што се примени, тоа се дел од Штип, дел од околните градови. Има уште одреден број на кревети, капацитет во болницата. Понатаму, доколку дојде до преполнување на клиничката болница во Штип, Министерството за здравство и директорите на здравствените установи во регионот имаат свој принцип на прераспределба на пациентите, така што за подетални информации ќе даде изјава и директорот на клиничката болница за тоа како ќе реагира при зголемување на бројот на заболени во нашата клиничка болница. Инаку што се однесува до координативниот состанок кој што го државме со Министерството за здравство и со здравствените институции, ние веќе утре ќе имаме и дополнителен состанок со директорот на клиничка болница за да ги разгледаме сите можни сценарија во однос на тоа како општината би се вклучила во поддршка на здравствените институции, заради тоа што ние ветивме дека ќе стоиме на располагање во наредниот период со цел да дадеме свој придонес и поддршка во справувањето со COVID-19, како што беше и досега, и да ги изнајдеме решенијата за од септември, што доколку се зголеми бројот на заразени од COVID-19 со дополнување на капацитетите и така натаму. Се што е потребно, се што ќе биде препорачено од Министерството за здравство, ние како општина Штип ќе го испочитуваме и ќе ја дадеме нашата безрезервна целосна поддршка како општина Штип со цел да го заштитиме населението и граѓаните. Останува препораката до сите граѓани, ги замолувам, барам да бидат внимателни, да носат заштитни маски, да држат дистанца и често да ги мијат раците, заради тоа што тоа е клучот и клучниот момент за да се заштитиме од оваа зараза и од COVID-19. Така, градоначалник, видовме дека оние мерки кои се наведуваат од Министерството за здравство не вредуваат плод овде во Штип, барем кај нас. Мислите ли вие како општински кризен штаб да побарате од Комисијата за заразни болести дополнителни мерки, пример за градот? Сите мерки кои што ќе ги побара и општинскиот кризен штаб, но и мерките кои што ќе ги донесе Централниот кризен штаб, сметам дека треба да се целосно во согласност и донесени од Комисијата за заразни болести, од нашите здравствени институции, здравствени власти,
не би било добро сите да лицитираме со мерки, со барања, заради тоа што тоа може да направи поголем хаос, доколку дојде потреба да се превземат по-ригидни мерки, ќе разговараме и ќе ги превземеме сите мерки кои што се потребни. За мене најважно е да се држиме до овие мерки кои што ги кажав сега, се општо познати во целиот свет, но доколку не се почитуваат, апелирам да се премине и кон репресивните мерки и кон контроли, казни. Тоа овде зборувам и за неносење на заштитни маски, овде зборувам за секое непочитување на секој еден граѓанин, институција, компанија, фирма, така што во таа насока треба и да постапуваме, заради тоа што знаеме сите дека во моментите кога бевме дисциплинирани или кога сме дисциплинирани, немаме проширување на овој вирус, имаме навистина помал број на ново заразени, но дали во случајот е и после подолго време се случува и заморка и населението од сите овие мерки, па и одредени карантини кои што ги имавме во целата држава, веројатно преминуваат кон слабо користење на заштитните мерки и ни се случува повторно враќање на овој бран. Но оваа борба ќе биде тешка, исцрпувачка и ние мора да останеме фокусирани со цел да го заштитиме населението, но не само ние, туку и секој граѓанин треба да превземе своји мерки и активности за своја заштита и заштита на своите семејства. Така, Ампева на својот Facebook профил апелира, односно алармира дека повторно имаме полни автобуси до текстилните компании. Дали општинските власти имат излезено на терен, колку имат казнето и дали се детектирани вакви аномалии? Ние излеговме на терен и постојано работиме. Тие контроли не се јавно објавуваат, заради тоа што доколку го јавно објавуваме, нема да го дадат својот ефект. Навистина работиме со своите инспекцијски служби и нашите и државните инспекторати. Ние изрековме и казни за тие кои што не ги почитуваа и во изминатиот период имаше почитување на мерките на превозниците, на превозот. Самозаштита имаше веќе од сите текстилни работници, од возачите на автобусите, секој практично водеше грижи, водеше сметка. Може би имало одредени случаеви каде што не се почитувало, но тоа е прекршување на одредени правила и прописи кои што треба сите да ги почитуваме. Без разлика дали тоа е донесено со закон, со уредба или како и да е донесено, ние мораме апсолутно да ги почитуваме препораките, без разлика дали поради тие препораки утре некој ќе биде казнет или не. Кога се работи за здравјето на граѓаните, уште еден апел давам да и превозот во линискиот превоз во градот, локалниот превоз и меѓуградскиот превоз треба навистина да се почитуваат, но и сите приватни посети, средби после работно време во ресторани, во кафетерии да бидат навистина запазени и тоа може да го постигнеме во едно перфектно ниво само со целосна заштита и со ангажман од секој еден граѓанин. Колку казни имате изречено до сега? Па треба инспекцијските служби да го проверат податокот, точниот податок колку се изречени казни. Важно е дека во овој момент ни досега, ни одсега нема да биде поштеден никој и секој кој што биде затекнат со прекршување на одредени препораки или законски прописи и норми ќе биде казнет. Така што ова локална власт покажа дека апсолутно здравјето на граѓаните ќе биде во нашето работење пред се и нема да дозволиме да било кој биде поштеден, на некој да му се замижи пред одредено прекршување на законите, туку секој кој што прекрши си ги сноси своите последици според законите во државата. Мислите ли дека во Штип работата е излезена од контрола ситуацијата? Во наредните денови ќе ја следиме состојбата. Ова е еден бран кој што се случува, пак ќе кажам, поради масовно тестирање во една текстилна фабрика на приватна основа практично, поради барање на собствениците. Сите тие текстилни работници се веќе 8 ден дома, што значи дека тоа ни дава за право да веруваме дека ситуацијата ќе се стабилизира. Ќе ги следиме бројките и денеска и утре. Важно е да се почитуваат препораките, важно е дека ние доколку имаме ваков тренд на заболување, ќе треба да апелираме секојдневно да ги превземаме сите мерки, дел во делот на репресивните, дел во
препораките кои што ќе ги нудиме и јас како градоначелник, но и здравствените власти и институции со цел да го кренеме алармот и да го вклучиме црвеното светло со цел да граѓаните бидат крајно внимателни во овој нареден период за да не ни се повтори нов бран. Доколку ова е само еден ваков пик или еден ден со поголем број на заразени, ќе ја следиме состојбата и сразмерно со бројките ќе ги носиме и нашите мерки и препораки. Што значи репресивни мерки? Еве на два пати го споменавте, што всушност значи? Кои се тие репресивни мерки кои доколку еве бројот не стигне ќе се преземат во градот? Репресивни мерки по мене се сите оние казни кои што треба да бидат изречени при непочитување на мерките од страна на фирмите, од страна на превозниците, од страна на граѓаните, да сите институции се вклучат максимално во борба со COVID-19, од полицијата, Министерството за внатрешни работи до сите инспекцијски служби во државата, бидејќи доколку работиме сите со една единствена цел, а тоа е да го спречиме ширењето на овој вирус и на оваа зараза, тогаш ќе имаме резултати и успеси. Верувам дека после завршувањето и на изборите, на изборниот процес, веќе политичките тензии и притисоци и она што го гледавме преку Министерството за внатрешни работи нема да ни се случува повторно, а тоа е да имаме од највисоко ниво повици дека нема да бидат казнувани луѓе кои што не ги почитуваат мерките, а тоа да придонесе кон олабавување на граѓаните. Сметам дека тоа беше единствено во изборни цели, во предизборната битка и трка по гласови, но после изборите верувам дека сите ќе си ја сватат сериозно задачата и нема никој да калкулира со здравјето на граѓаните.